Продолжение разговарам со Симона Гајдовска, продуцент во Македонска филхармонија. Вечерва прославувате, вечерва е концертот в 20 часот, да се проверам, така, 20 часот беше, да, вдахновение. Добро утро, ви благодарам за поканата. Да, традиционалниот термин кој што филхармонија секогаш ги одржува своите симфониски концерти е во четврток во 20 часот. Така и вечерва со овој концерт го прославуваме својот 79-ти роден ден. Што е специфично за овој концерт? Зошто тој токму се најде да биде на денот на роденденот? Вака, роденденот е еден од најголемите и најзначајните концерти во нашата сезона и покрај одредената шареноликост која што програмата ја содржи во себе, односно тежнееме и кон програми кои што се поотворени за поширок аудиториум, роденденскиот концерт секогаш го задржува концептот на исклучиво концерт кој што е со железниот репертоар на филхармонија. Значи, програма која што е захтевна, односно и за самите музичари, меѓутоа и за публиката и донесува врвно музичко и естетско доживување. Изминатите години активно музицира, изведува комплексни дела, врвни солисти, врвни диригенти се најдоа на сцената. Ќе издвоиме ли нешто? Па, навистина е така, особено во ваквиот тип на концерт како вечерашниот и со секој следен концерт тежнееме кон по комплексни композиции и кон по големи солисти, тежнејќи со тоа и нивото на самиот оркестар и изведувачката вака со секоја изведба да растеме чекор и чекор понапред. Најпрво јас би ги издвоила солистите и диригентот кој што ни се денес на програма, а тоа е маестро Конрад Ван Алфен, наш почесен гостин диригент кој што долги години, повеќе децении, работи со филхармонија, го знае овој оркестар и со него се е како еден организам, еден апарат. Солисти се за прв пат како дуо се представуваат со Македонска филхармонија пред нашата публика, Маја Богдановиќ и Даниел Роланд. Тоа се извонредни солисти кои што живеат и творат во Холандија, меѓутоа имате и богата меѓународна кариера. Грижливо со маестро Ван Алфен ја направивме програмата и во неа се најде една од кардиналните симфонии од железниот репертоар, односно втората симфонија од Рахманинов, која што меѓу другото е и потписно дело во кариерата на маестро Конрад Ван Алфен. Тоа е една од композициите која што често изведува и остава белек во неговото диригентска кариера. Маја и Даниел, кои што меѓу другото се и сопружници и најчестото дуо на виолина и виолончело, ќе го отсвират концертот од Брамс, кој што е според мене еден од најубавите двојни концерти напишани за овие инструменти. Изминативе години, добро со оглед на тоа на репертоарот е класичната музика, но изминатите години некако се модифицираше, имаше и помодерни сегменти кои што можеби од една страна, вие ќе ни кажете водители дали вистина така, беа попримамливи за публиката. Во секој случај, светски тренд и тенденција на филхармониите е да се отвараат кон пошироката публика и да се разбие митот дека класичната музика и овој тип на концерти се за така наречената елитистичка класа, што сметаме дека е неточно и некоректно, особено во овој век кога се е достапно до сите. Поради тоа, програмскиот концепт се шири и се адаптира на вкусот и на побарувањето на пошироката публика, особено на младите. Тргајќи со таа идеја, беа направени бројни филмски концерти, концерти со музика од видеоигри, со музика од современи живи актери, тематски. Да ги спомнеме, така? Тие се посебна филозофија на која што филхармонија обрнува огромно внимание, а тоа е образованието и концертите и едукативни, меѓутоа и семејните концерти наменети за деца и за млада публика, кои што ни се особено драги, тоа ни е најдрагата публика која салата ќе биде преполна со детски џагор. Добро, или традиционалниот во градски парк концерт, за деца. Дали тоа значи дека повеќе се отвори, како што велите, светските трендови да се отварат филхармониите, дали се отвори повеќе за публика? Дали имаме повеќе млада публика? Се регрутираше ли младата публика на ваквиот начин?
Следејќи ги светските трендови. Сигурно дека правејќи концерти кои што се поинакви од стандардниот концепт ќе примамат повеќе луѓе кои што и понатаму ќе доаѓаат. Исто Тоа така е главното прашање, дали доаѓаат и понатаму, да. Доаѓаат и исто така благодарение на концертот на Филхармонија кој што традиционално во јуни го прави во градскиот парк на отворено. Се привлекува нова публика, апсолутно. Меѓутоа и со самата употреба на класиката во повеќе аспекти, значи особено во филмската индустрија, уште повеќе ги привлекува, така што ние можам, макар нескромно да кажам, дека немаме проблем со публика на нашите концерти. Може уште еднаш да кажеме дека вечерва во 20 часот. Да, вечерва во 20 часот е концертот насловен Вдахновение со маестро Конрад Ван Алфен, Маја Богдановиќ на виолончело и Даниел Роланд на виолина. Нека биде ова покана и влезниците можат на билетарата да се подигнат. Така, на билетара на Филхармонија. Сите заинтересирани. Ви благодарам. Ви благодарам за покањата.